Добре дојдовте на ова работилница вечерва. Поздрав до сите што биле тука на сите работилници и на тие што се нови, добре дојдовте. Ќе видите колку сме неинтересни и колку овие работилници ви се приближуваат за секојдневието и се уствари многу корисни. Јас го водам техничкиот дел и кажувам за техничките информации, нели тие се моја експертиза како што знае ПХВ тимот. Ако пукне линк, ќе биде објавен друг линк, исто така во ПХВ Недела театар, верувам групата од каде што го добивте овој линк. Работилницата се снима, затоа ако не ви е пријатно, не ја вклучувајте камерата. Јавно ќе биде објавено на нашиот ПХВ YouTube канал, таму се и другите работилници од претходните инструктори што имаат држено. Никој друг нема право да ја снима работилницата освен нас. Бидете на мјут кога не зборувате за да не пречите на работилницата и предавачот. Не користете лажни имиња за учество во работилницата и тоа е и исто поврзано со фактот што за 10 работилници стоите благодарници. Ако сакате нешто да прашате, кренете го вашето виртуелно раче и почекајте. Доколку процениме дека непристојно се однесувате, ќе бидете отстранети. ПХВ програма наменета за млади луѓе, таа трае повеќе од 20 години. Станува збор за многу работи кои што се случуваат во текот на целиот процес, тоа е менување на дневна рутина, потекнување на активности во заедницата, младите сами ги лоцираат кои се проблеми во нивните заедници и сами со нивните лични капацитети, кои се така ги зајакнуваат, прават промени, прават мали проекти и станува збор за стварно многу големи работи кои што ги имаат правено младите луѓе како вас. Нашиот модел се малце претрпи промени поради целата пандемија и целата ковид ситуација, имено требаше да бидеме побезбедни, никога да не ставаме во ризик. Затоа преминавме во онлайн модел, а тоа е начин преку кој нашите инструктори од ПХВ програмата ќе ги споделуваат нивните знаења со вас, со тоа што 24 инструктори ќе реализираат 40 работилници. Денес е 28, значи повеќе од пола ги поминавме. Многу различни теми се помина, интересни, вештачка интелигенција, правилен позитивни вредности, човечкиот импакт врз животната средина, верувам на многу и ви помогна за избор на вашите факултети. Некој од вас и знае што треба да напишат и за каде се упатија. Денес имаме многу интересна тема, која и како треба да ја знаеме и ептен да ја развиваме лично и кај луѓето околу нас, а тоа е правна култура, да ја представам Маја, таа е ПХВ инструктор, ентузијаст и експерт, да кажам, за човекови права. Маја е дипломиран правник и многу интересен човек, да кажам. Така да, Маја повели, очекувам, моје очекување дека ќе имаме многу супер добра едукативна работилница и повели твое подиумот. Фала ти, Мухамед, вака кога ме најавуваш како интересен човек, почнувам сама на себе да си се смеам. Ама вајда ќе надминеме целата ситуација, можеш да почнеш да ги вртиш следовите во меѓувреме. Да, стави го слободно. Јас сакам да зборувам за правна култура, ама пред јас да почнам да зборувам за правна култура, сакам прво вас да ја прашам, што вие мислите дека денес ќе зборуваме и што очекувате денес да зборуваме? Кико, кога стигна да дигнеш рака, човече? Ајде, збори. Корисно поминато време, повеќе да научиме за правната култура. Кико, доста е, да оставиме простори за другите. Тачно имаме 29 луѓе, значи секој по едно да каже да ја попуниме целата. Јоко? Да научиме да научиме што е правна култура, како треба да се однесуваме кога сме искочени, кога сме со дечко, кога сме со девојка, кога сме на работа, да научиме да бидеме потрпеливи и да научиме да не бидеме вулгарни. Thank you, Ѓоко. Ана Марија има прашање дали постои правен бонтон.
Мухамед не може да постигне, Мухамед може да требаше да повежбаш малце денеска брзи прсти за да оди ова така по динамично. Алекс вика како се пишува приговор. Особено потребно кај нас во општеството. До како се пишува приговор редовно. Сара прашува што се спаѓа во правна култура. Супер. Друг некој? Права према институции, вика Тина. Сузана Чулиновска вика како се добива одговор на приговор. Мартин вика повеќе околу правна култура, кога и во кои моменти треба да се однесуваме културно со народот. Во сите моменти, Мартин, ова одма да ти одговорам, а после дополнително ќе го зборам. Како се пишува молба или барање? Во ред. Добро. Добро, мислам дека за сега е доволно со тоа што сакам да ве замолам. Слободно чувствувајте се, се е дозволено, во секој време поставувајте прашања, поставувајте коментари, вклучувајте се во дискусија, значи ова е работилница да гледаме што е можно повеќе да научиме како самите да се снајдеме во системот, кој што мислам дека сите напишавме дека не е многу едноставен за разбирање и за преживување. Се што ве интересира, слободно прашувајте, ќе одговориме ако не сега нешто подоцна. Меѓутоа, чувствувајте се слободно за се што не е јасно, што не го разбирате, што сакате повеќе да го збориме, слободно пишете и ќе го правиме. Договорено? Јас само технички сакам да кажам дека пак некако не гледам. Океј, сега гледам каде ми се рачињата. Можеме да почнеме. Јас како сум ги поставила целите за денешната работилница. Самостојно поднесување на барање и обезбедување на неопходна документација за да завршиме работа во системот, што представува правен промет, како јас да ги заштитам своите справа и како да се каде да се обратам за помош. Дали до сега сме окей? Супер. Па тогаш јас сакам сега да го поставам прашањето и Мухамед, ако можеш сега тука да ми улетеш со некоја табла да запишеме брейнсторминг да направиме еден, би било супер. Ако не ќе отворам ја Word па ќе запишувам. Супер. Ајде да видам што вие мислите дека спаѓа во правна култура. Кога некој ќе ви рече правна култура, мислам дека некои од работите се повторија во оние кои што ги дадовме како очекувања или цели. Кога некој ќе ни рече имате култура, што подразбираме? Правилно пишување на молба или поплака на Марија, да, почитување на законите и на фалата и друго. Постојање на систем кој функционира. Алекс од секогаш бил идеалист. И многу добро. Маја, ако може да дополнам, се оде систем кој функционира, што подразбира дури некојаш кога имаме некое негативно решение, ама да знаеме како ние може и на кого да му се обратиме, како да ги напишеме молбите, барањата, значи целиот тој систем кој што на нас граѓаните треба да не биде јасен како функционира, за да може ние да се снајдеме во таа правниот свет и да знаеме дека постои правна култура. Yes, токму тоа. Начин на однесување во општеството, вика Марија, а јас сакам да се вратиме и на нешто горе што го имавме напишано, што го имаше некој кажано, тоа беше кога и во кои моменти треба да се однесуваме културно. Исто така. Испраќање на луѓето до соодветни места. Кодекс на однесување и Весна има кренато рака. Да, едва и го најдов Рачево овде на телефонов. Па почитување на некои правила кои што постојат во спроведување на законите
ама од страна и на корисниците и од страна на тие кои што работат таму. Thank you, Весна. Значи, кога зборуваме за правна култура, сите овие работи ги сметаме и супер е што знаеме да ги прецизираме и да ги најдеме каде се. Како ние да се однесуваме, како ние да напишеме нешто, каде да се обратиме, како да добиеме одреден одговор, да ги почитуваме правилата кои што постојат, да го почитуваме системот, да гледаме како функционира системот, ама најбитно од се е да знаеме дека ние имаме права тука. Дека тие работи што ние ги бараме, нам ни следуваат по закон. Дека не е дека некој ги вади од джеб па не ги поклонува, или дека е тоа нечија добра волја, или дека кога вие ќе застанете на шалтер да завршите некоја работа, вие трошите од времето на тој човек што е таму. Не, тој човек што работи таму, тој е таму само за да ни помага на нас да си ги завршиме и да си ги добиеме своите права. Тие луѓе не ни вршат услуга, тие луѓе си ја работат работата. Една од правните култури и една од културите на општеството на кој што ние мораме полека да работиме и да се навикнуваме е дека секој е платен за тоа што го работи. Што значи дека не треба да бидам благодарна до небо затоа што некој ми извадил извод во даден рок, па да идам со бомбонјера, со кафе и со не знам ти какви елементи. Сите тие работи нам ни следуваат. Значи, кога зборуваме за правна култура, сакам да запамтиме 3 збора. Права наши, обврски на тие кои што треба да ни ги обезбедат правата и коректно однесување. Што и како е коректно однесување, ќе зборуваме понатаму. Мухи, може да идеме на следеќата. Значи не треба да фаќам врски маја за да извадам лична карта? Не. Апсолутно не. Нема пластики, мора. Во моментов Ја го прашува дали е исто бон-тон и култура. Па во некоја насока и да. Културата е како ние се однесуваме. Бон-тонот не учи како ние да имаме добро поведение и како ние да се однесуваме добро и коректно према сите. Така да, во одреден смисол, тоа е навистина тоа. Алекс, ќе злеп думите. Што е правна култура? Значи, рековме, снаоѓање во лавиринти на институции за да се завршиме работата. Колку од вас до сега биле се нашле во ситуација да треба да извадат некој документ, а да не се снашле од прва? Прашај кога сме се снашле од прва, колку се тие? Ја не кревам рака на тоа. Препознавање на моите права. Препознавање на моите права во дадена ситуација се овие што веќе ги наброивме. Значи, моите права кога јас одам на шалтер е да бидам услужена, да добијам информација што точно треба да дадам од документи за да добијам назад повратен документ, да ја добијам информацијата на јазик кој што јас го разберам. Тоа нам ни следува по закон. И последната работа исто така многу битна е да бидам услужена на време, односно да не ми речат сега не можеме, сега идеме на пауза, дојдете за 3 сата од сега или дојди утре. Тоа се моите права и тоа не е ништо ново и не е ништо кое што сега ние го измислуваме, меѓутоа толку многу сме навикнати да и веруваме и да ги слушаме луѓето што никогаш не сме се ни побуниле по тоа прашање. Знаење да почитувам рокови. Ова ќе видиме зошто е битно. И знаење кога и каде да побарам помош. Еден клучен дел од правната култура е да знаеме дека ние не знаеме све. Дека правото е прилично круто и дека во некои ситуации ако не се снајдеме на време, ако утнеме некој рок, ќе изгубиме многу право. Затоа е многу битно, кога ќе добиете некаков документ или кога ќе треба да направите нешто поврзано со право, да видите дали знаете да го решите тоа. Ако не знаете да го решите, да не чекате да пројде ден, недела, месец, туку веднаш да побарате соодветна помош. Има начини како да ја добиете и бесплатно таа помош, за тоа ќе зборуваме малку подоцна. Мухамед? Значи, да почнеме од почеток. Зборуваме за правен промет. Правен промет е секој однос, секоја комуникација што креира права или обврски за лицето. И сите ние сме вклучени во правниот промет. Некогаш свесно, некогаш несвесно. Зошто велам сите сме вклучени и некогаш е тоа свесно, некогаш е несвесно. Видете ги примериве што сум ги ставила. Сето ова е правен промет. Моето влегување во продавница да купам мастики, правен промет. Зошто? Затоа што јас сум влегла
Сум земала нешто што во моментот е собственост на продавачот и затоа јас сум обврзана на него да му дадам пари. И тоа веќе представува моја обврска, јас на него да му платам, негова обврска тој на мене да ми го даде тоа што јас сум го купил. Значи веќе и во самото влегување во продавница ние имаме право. Поднесување на барање за членство во организација. Знае некој овдека да ми објасни кои се прават и обврските? Ќе се проба некој среќата? Мислам дека Марко беше заинтересиран. Марко, повели. Друг Марко имате? Марко Чурлиновски ден. Не, Сузана се прекрстил. Значи, кога поднесувам, организацијата вика дека може да прими членство. Јас поднесувам барање. Имам право да го поднесам тоа барање по статусот. Организацијата од друга страна има право да разгледа, да види дали јас ги исполнувам условите што они ги ставиле таму и има понатаму обврска или да ме прими во организацијата ако ги исполнувам условите или да ме откачи ако не ги исполнувам условите. Понатаму јас имам обврска да ги подшитувам целите и задачите и начинот на однесување на таа организација. Доколку тоа не се случи, организацијата има право, меѓутоа и обврска да ме казни и да ме исклучи од организацијата. Третиот пример е веќе многу очигледен дека станува збор за правен однос, одење на пракса и почнување со работа. Овде имаме многу права и многу обврски. Клучното право мое е јас да добијам договор. Дури и за пракса јас треба да имам договор каде што ќе знам кои се моите работни задачи, колку време ми трае праксата, колку таа ќе биде платена, што на мене ми следува и што јас ќе добијам, да речеме, на крајот од таа пракса. Дали ќе добијам сертификат, дали ќе добијам одредена потврда, како сето тоа ќе биде регулирано. Доколку станува збор за вработување од друга страна, тоа подразбира еден тон други документи, меѓу кои најбитниот доказ дека сум пријавена во социјално и здравствено осигурување. Дали ви текнуваат други примери на правен промет од секојдневниот живот? Маја, одење на летен камп преку училиште, односно преку некоја туристичка агенција? Апсолутно да. Апсолутно да, затоа што тоа значи дека јас имам обврската да платам, да ги почитувам правилата на кампот, а од другата страна организаторот е должен да ги исполни сите тие ветувања што ми ги дале за време на кампањата за одење на одмор. Какво ќе биде сместувањето, каква храна ќе добијам, ако е тоа организирано летување на деца, какви активности ќе им бидат организирани на тие деца, сето тоа спаѓа во тие дел. Христијан, имаш пример? Осигурување, при Осигурување патување во странство. Апсолутно. Осигурување е нешто многу битно во принцип. И треба многу внимателно да се постапува со осигурувањето, затоа што за осигурување, ако правите, ве молам да се консултирате со правник или со адвокат, затоа што осигурувањето постои и живее од тоа да најде цака за да не биде исплатен. Секогаш ќе се најде нешто да ви кажат да, ама ова не беше вклучено во условите кои што ги дадовме. Ѓоко вели работах во кафич и Ѓоко фала ти за ова, затоа што кафичите се место каде што најмногу млади работат и најчесто се повредуваат овие права затоа што младите се секогаш расположени да работат за дневница и да не потпишуваат договори. Меѓутоа, доколку не потпишете договори, тоа значи едно нешто, дека вие немате никакво осигурување. Здравствено, социјално, дека не ви тече стаж. Маја, дали може би сообраќајна несреќа, например, е дел од правен промет? Сообраќајната несреќа исто така е вклучена во правниот однос. Заради начинот на кој што се регулира понатаму исплатата на осигурувањето од една страна, а од друга страна тоа третманот на лицето кој што е сторило казна, кој што е сторило несреќа. Осигурувањето исто така оди помеѓу двете страни кои што потпишуваат оној европски записник, каде што двете страни се договараат уствари кој утнал, кој не утнал и слично. Меѓутоа, кај осигурувањето на автомобили е многу битно да знаете, и фала ти Сузана за ова, затоа што за да може да ве покрие осигурување, битно е да се содржат следниви елементи. Колата секогаш мора да биде осигурана. Тоа е првото. Второто, возачот мора да има возачка дозвола. И третото, возачот не смее да биде под дејство на алкохол. Значи, пазете се, не смее да биде пијан,
па да ми речете после, ама мене од 2 пива ништо не, него возачот воопшто не сме да биде под дејство на алкохол. Ако било кој три од овие услови не е исполнет, тогаш осигурителната компанија не ја покрива штетата, тогаш вие ја плаќате штетата од джеп. Дополнително што ќе сносите кривична одговорност заради тоа што неподготвени сте влегле во сообраќај. Договори со мобилни компании, Алекс, апсолутно да, и ве молам многу да внимавате на овие договори, бидејќи ги даваат на секого, секој може да ги подпише договорите, а се многу зезнати заради тоа што имаат многу скриени елементи, кои што не секогаш можеме да ги препознаеме. Тука ги вклучуваме оние делови каде што можеби договорот сме го склучиле на 1 година, меѓутоа автоматски компанијата одлучува дека ќе го продолжи на повеќе време. И тогаш вие не можете да го раскинете договорот, а можеби сте отишле во странство и мислите дека тој договор веќе не функционира и одеднаш ќе ви дојде сметка за некоја си телефонска линија што повеќе не ја користите. Така што ве молам, читате ги убаво договорите. Потенцирам уште еднаш, ако имате некој таков договор и не ви е јасно или не сте сигурни, јавете се да го провериме за да видиме што и како може да се случи. Океј сме до тука? Добро, можеме да одиме на следница. Одиме сега во делот каде што сакаме малку да се зајакнеме самите себе. Пополнување на уплатница. Колку од вас до сега имаат пополнувана уплатница? Мартин, Весна е супер. Ова дигате рака за гласање, така? Супер. Ај сега спуштате ги рацете. Пошто секако дека имам второ прашање. Колку од вас утнале кога пополнувале уплатница? Ај, не се срамете, знам дека сте почнали. Супер. Сакам ова да го видите за да не се срамите и да знаете дека апсолутно сите ги утињаме уплатниците, затоа што се малце чудни, малку не сме ги работеле и најчесто ни се случува да од нигде некој ни рече ќе донесеме попунете и платена уплатница и онда сите се кочиме. Јас на времето на факултет кога требаше да плаќам за семестар, купував по 10 уплатници за да успеам да пополнам правилно една или две. Некогаш и тоа не ми успеваше, па докупував. Сега за да ве спасам јас вас од тоа, денеска ќе гледаме да ги поминеме малку од малку уплатнициве, а вие можете да си направите принт скрин евентуално, за ако сакате да ги користите кога ќе треба да пополнувате уплатници. Три најчести видови на уплатници ви се PP10, PP30 и PP50. Ќе ги вртиме една по една и ќе ги видите сите. Идеме му. PP10 уплатница е оваа плавава и ред кој ќе ја утнете. Ова е уствари вистинската права уплатница. Другите ги викаме налози за уплата. Ова уплатница се користи кога одите во банка да платите со сопствен кеш, значи со физички пари и се уплаќа на сметка на друго физичко или на правно лице. Овие се значи уплатници кои што се користат за уплата на приватни институции. Како ги уплаќаме? Значи овде во првото поле, значи по страна ги имате овде елементите кои што треба ги пополнуваме. Во првото поле имаме еден дел кој што се вика назив на уплатувач. Тука секогаш ставаме име, презиме и ставаме домашна адреса, а во случај да ги пополнувате документите околу факултети или околу средни школи, исто така ставате и поштенски број на градот и го пишувате градот во кој што се наоѓа адресата, во спротивно многу се лутат тетките што треба да го реализираат платењето. Банка оставате тука празно, бидејќи плаќате во кеш и не е битно која е банката. Врати ми уплатницата назад, thank you. Повикување на број е оваа третава линија овде. Овде секогаш го ставаме нашиот матичен број. Односно матичниот број на тој што уплаќа. Матичниот број дали си го знаете сите? Дали знаете, тие што не си го знаете, каде можете да си го најдете матичниот број? Каде го пишува матичниот број? Кажи, Мартин. На лична карта. Тоа ќе кажев и јас, личната карта. Супер, а тие што И немаат на пасош. И на пасош. на пасош, браво, Ѓоко. Ѓоко, и сите останати ве молам, не зимајте збор додека не ви дадам збор или јас или пак Маја. Договорено? Тино повели. Извод. Извод. Супер. Тие што немаат уште лична карта или што можеби немаат пасош, имаат во извод од матична книга на роден. Има доле едно поле, целна дознака, каде што бараат од нас да информираме зошто ние уствари плаќаме.
која е целта зошто ги даваме пари. Сега, тука најчесто пишуваме или бројот на фактура кој што го плаќаме, или ако плаќаме за некоја членарина за спортски активности или уплата на семестар или било што, пишуваме членарина за месец октомври или уплата на зимски семестар или слично. Во вториот дел ги ставаме податоците на тој што треба да ги прими парите. Назив на примаче секогаш има исто како кај уплатувачот. Име, презиме, моја лична адреса, значи адресата по лична карта ја ставаме со град. Банка. Сега веќе тука мораме да ја пишеме банката каде што тој човек или таа фирма ја има сметката за да може да се изврши платата. Сметката понатаму ја пишуваме во ова поле и ве молам, многу ве молам, проверувајте сметката 15.000 пати ако треба, пошто едно бројче ако се смени ќе отидат парите на друго место. И последното е износот. Како го пополнуваме износот? Јас се обидов овдека да ставам бројки, ама сега овдека нешто не ми се појавуваат на презентацијава. Значи износот го пишуваме наопачки. Ако е 1500 денари, овдека пишуваме 00, па ја пробишуваме запитката, па одиме и тука пишуваме 1500. И кога ќе завршиме со 1500, пред 1500-ката ставаме звездичка. За да се знае што се случило, за да се знае каде завршува износот, за да не ни допишат некој динар, па наместо 1500 денари да платиме 11.500 денари. Океј? Одиме на втора. Маја, пред да одиме на втора да прашам, тука имаше некој трик со во која општина живееш? Не е тоа тука уште. Тоа е на следната уплатница? Тоа е на ПП50. Пошто често пати ние тоа не го знаеме, а тие барат од нас да го знаеме, например. Тоа е на ПП50, ќе стигнеме до таму. Океј, thank you. Еве, овдека стојат бројката. Гледате како се става бројката? Визуелно. ПП30 е налог за пренос на средства кој што се реализира од вашата лична трансакцијска сметка кон трансакцијската сметка на некој друго физичко лице или на некоја друга фирма. Концептот е горе-доле ист како ПП10-ката. Овдека исто има еден многу интересен детаљ, што еве го 10 години поред веќе не можам да сватам зошто. А на Марија ќе кажам. Само почекај малце. Овде имаме два елемента, значи испод назив на налогодавач, сметка и банка, имаме два елемента што се многу слични. Целна дознака и повикување на број. Целна дознака веќе го зборневме преска, значи тука ставате за што се врши уплаќањето. За фактура, по договор, по било што. Повикување на број е некој остаток, значи ова најчесто го имаат некои големи компании за да можат парите да им легнат на вистинско место, знаат на самите фактури да имаат едно делче што баш се вика повикување на број. И го запишувате тоа овдека доле пред подпис. Ако немате таков детал, ако нема таков дел, во тој случај слободно она што сте го напишале горе во целна дознака, само бројките симнете ги доле. Јас да речеме, пошто ме малтретираат стално за некои уплати за спорт да правам, овдека ставам во целна дознака ставам членарина за месец тој и тој, а во повикување на број ставам да речеме ако е октомври ставам 1021. Да се знае дека е отприлика тоа. Ајде одиме на ПП50, попозната како кошмарот на секој млад човек. Ајде на постарите како гледам. ПП50 е налог за платење на јавни дапачки. Оваа уплатница се користи за платење кон државни институции и кон субјекти кои што се основани од страна на државата. Најчесто ја користиме за платење на такси административни, некакви даноци, сметки кои што се плаќаат на страна на државата. Реално, секој пат кога ќе видите дека треба да се плати на НБРМ, што е Народна банка на Република Македонија, секогаш знаете дека ви е потребна ПП50 уплатница. Делот со налогодавачот е едноставен и е идентичен најчесто кон управа за приходи, Сузе, да. И кон суд исто. Кој кај виси поише. Ама секако на студентите многу ќе им треба оваа уплатница затоа што е многу редовна и многу честа и за све свашта е бака. Првиот дел кој што се однесува кон налогодавач, тоа сме ние тие што ги даваме парите, е идентичен како и кај другите. Значи име, презиме пишувате, цело адреса ставате, цела сметката ја ставате доколку ја имате,
Пошто овдека исто може или да се направи од трансакцијска сметка или може да ги дадете парите во кеш, не е менува на нив. Тука ви пишува дека можете и треба да го ставите матичниот број за да може да ве поврзат целна дознака и повикување на број, ги објаснивме. Одиме сега со комплицираниот дел. Назив на примач. Овде секогаш најверојатно ќе ви стои на тоа каде што треба да платите. Значи во принцип секогаш кога треба да платите ПП50 уплатница, таа стига со едно објаснување што ви кажува како треба да гласи примачот. Меѓутоа најчесто ова е буџетна РМ, кртичка институцијата во која што се даваат парите. УЈП ли е, основен суд ли е, било кој. Ќе ви пишува таму, факултет, кој да е. Банка на примач е секогаш Народна банка. Овие уплатници секогаш се поврзани со Народна банка. Сметка можете да ја препишете од друго место. Јас еден од моите успеси на факултет е што конечно ја научив целата сметка на Народна банка на памет. 1-9063095. И ви треба запамтете ја, запишете ја, нешто направете. Точен износ повторно ставаме, значи пак како што рековме со звездички, за да може да заврши некаде тука и да знаеме каде и како плаќаме. Сега, изјаснатиот дел е овој. Имаме уплатна сметка, имаме сметка на буџетски корисник. Секогаш се пополнува само едното. Ќе ви кажат точно таму, од каде што ќе ви ги дадат информациите каде треба да платите, секогаш е наведено дали е уплатна сметка или е сметка на буџетски корисник. Ако некаде ви стои дека треба двете да ги пополните, таа најверојатно они имаат некаква грешка и тоа нема да помине на тој начин. Во уплатната сметка, овие средните 3 бројки се кодот на општината што најверојатно ќе ви го барат. Кодовите на општина можете да ги најдете на интернет, меѓутоа исто така можете да ги оставите празни и во банка да ви ги пополнат сами, затоа што они имаат шифрарникот пред нив и ќе го препишат во секој време. Исто така можете да видите затоа што овдека треба да биде ставена шифрата на општина на вашата општина. Вие каде што живеете, каде што е вашето живеелиште. Така што можете да ги најдете на интернет шифри на општини, да го земете тоа бројче и да си го чувате со себе и да го запишувате таму каде што треба кога ги пополнуваат уплатници. Приходна шифра исто така го пишува на упатството кое што ќе ви го дадат за уплатење, начин на уплата. Сега и ова е многу интересно. Начин на уплата, има начин на уплата 1 и начин на уплата 2. Ако пишете начин на уплата 1, тоа е ова последно овдека, тоа значи дека уплатата ќе се изврши веднаш. Тоа значи дека провизијата која што ќе ви ја наплати банката ќе биде поголема. Ако пишете двојка, што најчесто го правиме, тоа значи дека уплатата ќе се изврши регуларно како што оди текот на платниот промет, односно ако сум ја уплатила денеска уплатницата, парите најверојатно ќе легнат на крајот на денот или утре од савајле пред почетокот на новиот нареден ден. Користете ја двојката што е можно повеќе заради тоа што ќе заштедите пари. Ана Марија, дали ти е сега јасна разликата помеѓу ПП50 и ПП30 или сакаш да ја поминеме уште еднаш? Океј, супер. Дали на другите ви е малку јасно? Супер. Идеме на следен слајд. Еве неколку финиции за тоа како да ги пополнуваме уплатниците. Секогаш пополнуваме со обично плаво пенкало. Зошто го потенцирам ова? Затоа што ако пополнуваме со црно пенкало, може да ми речат дека не е дека е копија или дека е оштетено или слично, а исто така доколку пополнуваме со некои други пенкала кои што се полесни, кои што не оставаат оттисок, пошто знаете уплатниците се два. Едната е оригиналната копија, а испод нејза има индиго. И ако пишувате со некое полесно пенкало, индигото нема да фати. И копијата која што ќе остане за вас, која што ќе ви ја вратат, ќе биде празна. Така што тоа не сакаме да го направиме. И секогаш пишуваме и стискаме најмногу што можеме за индигото да фати добро. Кажи, Кико? Ако не се ископира и системот нема да фати, дека треба двете да поминат, кај ќе уплаќаш. Ако ти една... Така е, Кико. Thank you. Се гледа кој идел да уплаќа. Не заборавајте да се подпишете. Значи, од цел тој хаос, од цело тоа пазење на бројки, не заборавајте да ставите подпис. Ова мислам дека веќе го спомнавме. Ако сакаме уплатата да се реализира истиот ден, треба да се плати најкасно до 2,5, меѓутоа и ова зависи од банките. Некои банки може да ви речат дека ако е уплатата од една кон друга банка, треба да заврши таа уплата и порано.
Меѓутоа, најдоцна во секоја варијанта мора да биде до 2,5, затоа што 2,5 затвара правен промет и сите други уплати ќе одат дури наредниот ден. Второто ливче, тоа што го збориме индигото, ќе ви го дадат на вас од банката. Тоа на вас ви е доказ дека сте извршили уплатата и тоа треба да го чувате. Ако таму за каде што ја вршите уплатата ви бара да ја доставите во оригинал, прво направете си копија за себе. Дали ќе ја однесете у фотокопирница да си направите копија, дали ќе ја сликате со телефон, тоа оставам на вас. Ама и ако ја сликате со телефон, ве молам, ставете на некое место да не ја заборавите каде сте ја сликале, затоа што ако нешто се случи, тоа ви е доказ да докажете дека вие стварно сте реализирали уплатата и не знаете зошто, да речеме, не ја регистрирале како така. Идемо далje. Некој го спомна и ова, како да се однесуваме во институции. Прво и најзначајно, мора да сме пристојно облечени. Што се подразбира пристојно облекување? Нема апостолки, нема сандали за во вода, нема папучи колку и да се фенси, колку и да се со крзно, колку и да се 50 евра, не може. Кратки панталони во ниту една форма. Има некои места каде што, не некои места, туку најчесто нема да ве пуштат да влезете дури ни со 3/4 панталони, туку мора да е регулар долга панталон. Кога станува збор за сукња не смее да биде над колена. Има некои правила дека, да речеме, ни Тексас не би смеело да се носи во одредени институции, меѓутоа вие сте сите млади и не мора да го држите тоа правило, меѓутоа ве молам, внимавајте на тоа како изгледаме. Исто така, значи овдека има ставено купачи секако нема да носите, меѓутоа внимавајте, не одете со маички на прерамки. Немојте да одите полуголи, немојте да одите со поискинати. Кога зборуваме за фармерки, немојте со оние скинатите фармерки што повеќе се гледа телото туку што се гледа панталона. Маја, убаво си ставила ова за купачи, пошто ние овде имаме луѓе од Охрид. Да, знаев дека ќе биде тоа коментар. Нема проблем. Мене немаше да ми текне, ама еве видиш. Има луѓе што им е криво дека немаат тезаро. Дека не може да одат по купачи во општина, на пример. Докаќа се во банка. Имате луѓе кои цело време идат во Охрид, сега како да речам. Купачи или без? Тој ги знае. Исто така, значи модни детали од типот на капа, шешир, зимска капа, не знам, оние маскирнина за преку глава навлекување, наочари за сонце, никако. Нема да ве пуштат или ќе ве гледаат многу напреку ако им влезете на тој начин. И секако уште една многу клучна работа, што сигурно ви ја збореле сите, дечки, ве молам, не джвакајте мастика кога идете во институција. Колку и да звучи смешно, многу глупаво изгледа кога јас се обидувам да работам стручно, а некој таму ми шматат преку шалта. Немој. Некои други елементи кои што треба да ги почитуваме, освен пристојното облекување, значи да го почитуваме работното време. Како што ние сакаме да се почитува нашето време, така и луѓето кои што работат таму сакаат да се почитува нивното време и тоа е нешто кое што мораме да го обезбедиме. Ако велиме дека институцијата работи од 9 до 11:30 и во 11:30 до 12 одат на пауза, легувајте во, не знам, 11:27, ама јас само да прашам. Затоа што и од другата страна се луѓе, знаете, зборувавме дека знаат да бидат многу дрски и дека знаеме сите да се поминеме лошо во институции, меѓутоа замислете секој ден вам да ви се случува ваква сцена, па дали вие ќе бидете помирни. Мораме и ние нашиот дел да го дадеме. Почитување на работно време е нешто што е навистина многу битно. Ако сакаме да не почитуваат, мораме да почитуваме. Буткање преку ред, не. Само да прашам, не. Само да видам ово дека што пишува, не. Бев преска, ако може пак да влезам, не. Ако ве види тој од шалтер да ви даде шанса да дојдете, окей. Меѓутоа другите варијанти, ве молам. Не само што е некултурно, туку правите раздор и нервирате цела група на граѓани што исто така најверојатно цел ден го изгубиле во истото шалтер.
Оставете доволно простор за тој што е веќе на шалтер. Значи не им дишете во врат на луѓето. Тоа е апсолутно неубаво, невкусно, непријатно и на крајот на денот зошто би навлегувале во нечијата туѓа интима. Особено сега со ковидов постојано има онакви жолти линии и тие не се ставени за да видиме како ни одговара патиката на жолто, него се ставени да стоиме позадине. И тоа мораме да го почитуваме. И последното. И ова знам дека е тешко, знам дека е комплицирано и знам дека ќе се прашате зошто, меѓутоа многу е битно да вие сите документи кои што треба да ги предадете ги имате подредено, ги имате проверено и само ги давате на шалтер. А не таму да им дојдете со папката па да почнете да вадите еден документ, втор документ, трет документ. Зошто? Затоа што повторно се враќаме на тоа каков печаток оставаме. Кога јас ќе дојдам средена, уредена, мирна, на шалтер со готови документи кои ќе ги дадам, од другата страна ќе знаат дека имаат работа со некој што се разбира и што ги почитува и така ќе ми го вратат. Ако се разжиткам со документи, дополнително ќе направам стрес, дополнително ќе ги изнервирам, најверојатно ќе ми загубат некој документ и многу полошо ќе се продам и јас во целата се. Значи сите овие работи што ги набројавме овде, не постојат само за да направиме ние добро на луѓето кои што работат, туку да се завршиме работата и за себе. Сигурно има и некои други правила што би требало да ги спомнам, а на мене не ми текнуваат. Ако некој сака, може слободно убацете се да кажете некој пример. А дали има некое правило, Маја, например, како да се однесуваш ако ти вадиш извод на роден и они ти го сгрешат матичниот број, доколку треба да броиш во себе за да останеш смирен и да повторно ги почитуваш некој од правилата во правната култура? До 30 сум пробувала. Ај кога ќе стигнеме кај приговорите ќе го зборуваме ова. Некако не мора да бидат документите со хефталица, зависи каде. Најчесто не треба да бидат документите со хефталица, може да се со спајалица за на вас да ви е полесно. Хефталица најчесто не заради тоа што на нив им треба они да ги прераспределат документите од едно на друго место. Мухамед, идемо дале? Ајде, идемо. Кај се вади лична карта? Брзо. УМВР. Супер. Возачка? Исто. Мартин? Ми се уклучи со микрофон? Погрешка го уклучив, иначе изводот матични истин во МРТ. Во МРТ во Скопје. Кико, мјутни се, Кико. Кој е одговорен за вадење на извод од матична книга на родени? Тина? Министерство за правда. Јес. Управа за водење на матични книги. Државјанство? Исто. Што исто? Каде? Кај што рече друг. Како? Управа или у полиција? Управа. Мислам дека е во управа. МВР. МВР, да. МВР. Yes. Значи, имам овдека ставено, мапираме институции, ми текна одма на Алекс и ми текна на вежбата што ја вцртавме едно време со мапирање на институции. Битно е секој од вас да знае, пошто еве ги, овие што се од Скопје сите пишаа дека у телевизија треба да ги вадат документите. Ама колку од нас знаеме дека во телевизија има уствари два елемента, кои што се управа за водење на матични книги, што потпаѓа под Министерство за правда, како што рече Тина, и Министерство за внатрешни работи, односно полиција. Значи, тоа се две министерства различни во една зграда. И тоа не е се. Кога веќе зборуваме за Скопје, рачунајте дека за секоја општина може да има различни места каде се вадат документите. Например, за Драчево, за да не ги носат да одат до центар да вадат документи, ги вадат во општина Кисела Вода. Така што една задача за вас е сега, кога ова не ви е хитно, да си проверите за вашето место на живење каде се вадат овие документи. Пошто верувате ми, многу е полесно кога однапред знаете каде се вадат, наместо кога ќе ви побараат у 5 за 12 да најдете некој документ, тогаш да се чудите каде да ги бараме документи. Кај бре, Алекс, пролаз. Абе, по внатрешна страна, значи кога ќе се влезе, низ прозор поминуваш и идеш од друга зграда. Да, знаеш? да не да те
Ај ќе ти покажам. Ајде, важи, идеме заедно. Мухамед ви ги прати линковите од услуги GovMK и e-портал. Овие се двете страни кои што можат да ви помогнат да не мора секогаш да одите пешки до некаде, туку пошто сте вие млади луѓе, орни луѓе што се разбираат во интернет, да се обидете некои од документите да си ги извадите онлайн. Значи, посетете ги овие две страници, значи e-портал мене ми е проверен и јас имам вадено изводи и ми ги носеле на домашна адреса и тоа беше супер искуство, барем за мене. Има луѓе на кои што тоа не им успеа, меѓутоа нема гајле марка. Јуци? Јас имам искуство со онлайн порачка на документи. Имам извадено извод, меѓутоа не ми го донеса на дома или на адреса, туку морав додам да го извадам од шалтер, што сепак беше олеснителна околност, затоа што не чекав првин таму додам да пријавам па било како, туку си ги внесов нели податоците, си го нарачав и ми се јавија кога беше готов и отидов да си го земам од на шалтер во општина. Исто така и имотен лист извадив онлайн, меѓутоа за жал искуството не беше толку добро како претходно, затоа што ми стигна документ празен, бланко, па најверојатно сега идат делот на приговори или било како, не знам како се решаваат тие работи, поидов се извадив од на шалтер. Така да не знаев како да постапам, пошто ми требеше итно, па им пишав мејл, па никогаш не ми одговорија назад и така натаму. Добро, катастар. Катастар сега, ако си вадела, имаат проблем со страната они последниот месец дена. Како кога зборуваме, уште ова да го спомнам сега за електронски вествари. Пошто сме ние една земја така се уште во зародиш за разбирање на документи, битно е да споменеме дека дозволено ни е да вадиме онлайн документи електронски, меѓутоа многу институции може да ви кажат супер ти што си го извадил ова електронски, него кај ме раменав дека потписот и печатот. Па вие онда да трчате да добиете нов потпис и печат. Кога станува збор за катастар, да речеме катастар издава сега имотни листови кои што се со дигитален потпис и кои што некаде повторно може да не ви ги прифатат, па ќе треба да одите од шалтер повторно да вадите нов. Тоа се некои така финеси кои што вадат доста нервози, меѓутоа се уште не се целосно решени. Сузе? Заборев да го уклучам микрофонот. Јас да споделам едно искуство со вадење на лична карта во живо, мислам, ако може. Непријатно. Да. Кое што предизвика чисто за младинците да знаат дека и тие работи некогаш можат и на други да им предизвикаат непријатности. Значи, кога се вадеа електронски здравствени легитимации, мојата институција, училиштето, 3 пати системот го изфрлаше, го враќаше назад поради неточни податоци. И случајно откриваме со секретарот, уствари секретарот ми вели: Сузе, па ти не си родена во Прилепот и ти пишува на личната карта родена во Прилеп. И ја викам: како може, Алекс, се смеј. Викам: јас сум родена во Краљево, не ми пишува во Прилеп. И му се јавувам дома на сопругот на Миле и викам: оди види во спалната, во 3-та фиока, во пасошо, кај сум родена. И вика, Миле вика: па кај си родена? Во Прилеп си родена, вика. Во Краљево, како не знаеш кај си родена? Отвора пасошо, ја родена во Прилеп во пасошо. Мислам, тоа беше, не знам, една ситуација непријатна, невкусна, непредизвикана од мене. На крајот вработената, то проверивме барање, дали грешно јас сум пишала, погрешно податоци сум внесла и така. И на крајот вработената добив одговор дека: па шо, ако сум те пишала дека си во Прилеп родена, чудо големо, ти си родена во Краљево. А бидејќи се познаваме и заедно растевме, јас ја прашав зошто тогаш си ми пишала татко Ристо во барањето, а не Рение, например, од Монако, и тој на Р буквата, па можеше да ми помени како татко. Така да, вадењето на овие документи можеме сами, баш и не можеме.
ми беше поентата дека треба отварање на очи при подигањето на документите, проверка на податоците кои се внесени во самиот документ. Yes. Thank you. Спусти раката сега, пошто пак си ми содигнута раче. Идеме следно. Еве ги податоците за прва лична карта, ова ќе го пројдеме на брзина, значи можеме од веќе се наполнети 15 години според МВР да се извадиме лична карта. Ако сме малолетни, одиме со двајцата родители на вадење на лична карта, ако сме полнолетни, може само да носиме лична карта од еден родител. Уплаќањето во МВР, фала Богу, барем тоа, може да го направите исто картичка, не мора да одиме по кеш и не мора да ги повтарат уплатно и се. Кажи Тина. А што би направиле дека едниот родител не е во можност кога да дојде први, тоа што е хендикеп? И упорно не се издаваат информации и документи? Може да пробаш со лична карта од двајцата родители, може да пробаш со изјава. Центар за социјални работи тогаш ќе даде потврда што и како се случува. Со Центар за социјални работи имаш пробано? Најдовме, извадивме, ама требаше 2 месеци. Тоа е проблем. Се што е различно од тоа што они го имаат напишано во системот ќе биде голгота, ама се решава. Центар за социјални работи на крајот ќе издаде информација и врз основа на таа информација ќе се извади личната карта. Има начин. Сара крена рака? Сакав да кажам за тоа кога нема некој 18 години и да ваѓа лична карта. Моја другарка и требаше личната карта околу месец дена пред да наполнет 18 години и нејзината мајка е почината ододамна и не ја пуштија да изведе лична карта, појде само со таткото и не можеше. А извод од матична книга на умрени носиш или не со нега? Не знам. Знаете што, вакви работи ако ви се случуваат, ве молам да ме известувате за да можеме да се објаснуваме. Не, ова е сулудо, мислам. Ајде да не добиеме документи заради тоа што сме имали лични трагедии во животот, мислам страшно. Да. Ајде, идеме дале. Идеме во писмениот дел. Молба. Молба е документ кој што нема некакво правно ограничување, туку е документ со кој што ние бараме во некаков случај нас да ни биде нешто одобрено, да ни биде прогледано низ прсти, да ни биде попуштено или на некој начин да ни биде излезено во пресрет. Ја поднесуваме во писмен формат, кој што треба да ги содржи овие клучни елементи. До кого ја испраќаме, кој ја испраќа и пишуваме всушност зошто го бараме тоа што го бараме. Да речеме, јас сум, не знам, студент во втора година на факултет, кој што плаќа целосна партиципација, меѓутоа во моментов не можам да ја плаќам партиципацијата заради тоа што едниот родител останат без работа и ние имаме останато со пониски приходи. И го молам факултетот или да ми дозволи да плаќам на рати за целиот семестар или да ми прости една рата, да речеме. Ова можете целосно да го направите, дечки. Нема да бидете ни први ни последни. Дали факултетот ќе ви опрости некоја рата, дали ќе ви го намали износот или ќе ви овозможи да плаќате на повеќе рати, тоа не можам да гарантирам од старт, меѓутоа имало ситуации, сме го правеле тоа и поминувало, затоа што факултетот сака вие да завршите факултет, не сака да ве остави само заради тоа што не можете да платите. Тука го пишувате целиот настан, меѓутоа, за да ова не остане само е седнала Маја и се измислила приказна, ние мораме да дадеме докази. Кои се доказите што би ги дале во таква ситуација? Ќе дадеме доказ од родителот дека е пријавен како невработен во агенција за вработување, на пример, и ќе дадеме копија од индексот на студентот. И тоа го принтаме во 2 примероци, го подпишуваме, ги подпишуваме двата примероци и ги носиме во архива за да ги предадеме. Ги давате двата примерока. Они едниот примерок треба да ви го вратат на вас назад со удрен печат за да се знае дека сте го поштили. Работата со поднесувањето на молби е дека вие ќе ја поднесете, меѓутоа дали некој ќе ви излезе во пресрет, тоа останува до нив. Вие можете да проверувате, меѓутоа правна обврска реално нема да врати. Во секој случај, ова е еден механизам кој што јас ви го препорачувам да го користите секој пат кога мислите дека заради нешто објективно сте спречени да направите
одредена работа, сте закаснеле со испит, па да ви биде возможно да полагате порано или некоја слична работа која што административно мала, меѓутоа за вас би значила многу. Користете го овој механизам и покрај тоа што не е не знам колку правно оправдан. Затоа што институциите ова знаат да го почитуваат. Дали не е јасно ова за молба? Ајде одиме на страшниот дел сега. Алекс, спремна? Кога поднесуваме жалба, а кога поднесуваме приговор? Тоа вака и не можеме да го одговориме веднаш, затоа што најчесто стои на самите документи кои што ги примаме дали треба да поднесеме жалба или треба да поднесеме приговор. Во принцип, жалба се поднесува против пресуди на суд или против пресуди кои што се донесени во управна постапка од одредени органи. Приговор се поднесува во други случаи донесени од страна на тие органи, меѓутоа во секое решение кое што ќе го примите, секој документ кој што ќе го примите, има доле еден дел кој што се вика правна поука и ви кажува што вие можете да направите. И пишува таму: против овој документ имате право на жалба или на приговор во рок од 5 дена од приемот на барањето. Сега, што прво и основно, што значи во рок од 5 дена од приемот на барањето? Од кога тече рокот? Загадка. Ако зборуваме 5 дена од прием, тоа значи дека ако мене денеска ми дошол поштар, Тина, ајде. Од времето на доставување? Ајде, обработи ми го тоа. Денеска ми стигнал поштар. Ако денеска сме го добиле тоа известување и од тој ден наредните 5 дена ние треба да го пријавиме тоа. Супер. Дали ќе го броиме 30 како прв ден? Не. Така е. Значи, прв ден е утрешниот. Значи, утре е први, така утре сме први. Први, втори, трети, четврти, пети. Значи, нас на 5 октомври не тече рокот за жалба или за приговор. Да, но треба да се работи. Не мора да се работи. Сега ќе ти кажам само Кико да се убаци. Кажи, Кико. Шо? А ваквото... Не, сега се уклучив. Дали се бројат саботи, недели у деновите за... Сега ќе ви кажам. Значи, во принцип, роковите што важат за вас, никогаш не рачунаат дали се работни или не се работни. Може да пишува таму дека они на вас ќе ви одговорат во рок од 5 работни дена. Ама кога вие треба да се јавите и да пуштите жалба или приговор, секогаш стои дека се поднесува во рок од 5 дена. Рокот е најчесто 8 или 15 дена, да се разбереме, меѓутоа веќе ја земеме ние петката сега за да можеме, пошто е полесна бројка. Саботите и неделите си течат слободно, освен доколку последниот ден од рокот не се падне за викенд. Ако се падне последниот ден од рокот во сабота или во недела, тогаш ќе се рачуна дека рокот истекува во понеделник. Исто тоа, ако да речеме последниот ден од рокот ако се падне на државен празник, пазете, на државен празник, тогаш исто така рокот ќе се продолжи за наредниот ден. Меѓутоа, ако последниот ден од рокот ви е на верски празник, кој што не е државен, тогаш рокот се истекува во тој ден. За да бидете најбезбедни, гледајте барем 1-2 дена пред истек на рок да ги пуштате приговори. Приговорот и жалбата се пишуваат по форма исто така многу лесно, многу слично како самата молба. Значи пишуваме до кого ја праќаме. Во секоја правна поука за овие документи каде што имаме право на приговор, за секој документ имаме до кого треба да го пратиме тој документ. Некогаш може да ви кажат дека треба да се прати преку органот што го издал решението до повисокиот орган. Например, преку управата за водење на матични книги, бидејќи таа ја спомнавме, до Министерството за правда, кое што понатаму ќе одлучи по оваа жалба или приговор. Кој ја поднесува жалбата, односно приговорот? Име, презиме, адреса, контакт. Сите тие работи ги пишуваме. Врска. Има едно зборче што секогаш правило забуни и се вика врска. Ова не е каква е мојата врска со тој што ја направил грешката, туку бројчето под кое што се води предметот во институцијата. Најчесто таму пишува овој предмет е решен под број тој и тој. Тоа бројче го ставаме тука во врска. И сега пишуваме предмет, жалба или приговор. Опишуваме дека на ден тој сме добиле такво и такво решение со кое што ми се случило ова и ова.
барам да ми се смени тоа решение, односно да се донесе поинаква одлука заради следниве причини. И пишувате зошто вие мислите дека е тоа решение неточно. Докази мора да има. Она што го спомнавме преиска за молбата, важи и тука. Мора вашите ставови да бидат подкрепени со докази. Тие докази не ги доставуваме во оригинали, правиме копии. Да речеме, има ситуација каде што го одбиле барањето заради тоа што немате доставена уплатница. И вие им викате, да, вие викате дека јас не сум доставила уплатница, меѓутоа јас ја доставив уплатницата и еве ви копија од доказ дека сум ја уплатила. Она што сум го пратила, сум го уплатила и им го доставувам во прилог. Ова го принтам во 2 или во 3 примероци, зависи колку институции се вмешани, исто како на судјото. Се подпишувам и сите примероци ги носам во архива и им ги давам. Они еден примерок ќе ми вратат на мене со удрен штемп. Втората варијанта, за да не, дали концептот на приговор е јасен како изгледа документот? Да. Малку е покомплициран и поширок заради тоа што работите на кои што пишуваме жалба и приговор не се волку едноставни како што е молбата, да речеме, меѓутоа елементите кои што треба да ги содржат се овие. А ако треба да пишувате нешто вакво, слободно јавете се, ќе го работиме заедно за да го усовршите, последниот пат ќе знаете и сами. Доколку не сте во можност документот да го однесете директно на рака во архива, има и за тоа решение, одите во пошта. Ама во пошта не го поднесувате барањето, текстот со обично писмо, не го одиме со препорачена пратка. Дали знаеме што е препорачена пратка? Кажи, Кико. Препорачена пратка, например, ќе наведам пример. Молба или приговор, жалба или приговор се поднесува до суд и се препорачена пратка е кога, например, ја праќам и например, до архива на Основен суд Скопје 1 и нагласувам у пошта дека треба да биде препорачена. Yes. Да не се изгуби. Точно. Ќе видиме на следниот слајд и како изгледа препорачена пратка. Само сакам да ве замолам нешто. Дека имам ставено. За судска постапка секогаш барајте адвокат. Значи, веќе спомнавме и на почетокот. Дел од правната култура е и да знаеме каде, кога да бараме помош. Ако стигнеме до таму да треба да пуштаме жалба или приговор на одредено решение, тоа е озбилен аларм дека ни треба некој што разбира право. Барајте адвокат. Ако не сте во состојба финансиски да го покриете адвокатот во конкретната ситуација, има начин, постои концепт за бесплатна правна помош каде што ќе добиете адвокат кој што бесплатно ќе ви помогне да ја спроведете постапката. Секако има еден тон организации кои што ќе ви помогнат со правен совет како да го решите вашиот проблем или како да ја напишете оваа жалба или приговор. Тоа што не ви е јасно, ве молам прашувајте, бидејќи ако овде ви истече рокот, го губите право на документ за барањето кој што го имате поднесено. Ти накажи или погрешка беше? Па, тоа дека за препорачаната пратка треба да е директно на рака, баш од таа причина што имате наведена, дека треба да има доказ дека сте поднала. Мухамед, врти следен слайд. Еве препорачаната пратка. Ова ливче го има во пошта. Секоја пошта го има и ќе ви го дадат празен. Сега ја не успеав да најдам празен документ, па го најдов овој на интернет. Потврда за приемна пратка се вика и пополнувате овдека каде го испраќате и го давате на поштарот за да го реализира. Многу е значајно, бидејќи со оваа потврда го зачувувате рокот. Ако рокот на мене ми истекува во среда, а ја не сум стигнала да одам во архива да го поднесам, можам да одам во суд и во пошта и да го пуштам по препорачена пратка. Ќе ми се рачуна исто како да сум го однела во архива. Ако одам во пошта и го пуштам со обична пратка, тогаш нема да ми се рачуна тој ден, туку ќе се рачуна дента кога на нив им стигнал во институција. Сега, една работа, препорачаната пратка е секако поскапа од редовната. Кога зборуваме за документи, да речеме до 10 страни низ Скопје кога се праќа, тоа кошта некаде околу 90 денари. Исто многу значајно е дека поштите имаат различно работно време секаде. Кога го зборавме делот за мапирањето, треба да го проверите и ова, до кога работи вашата најблиска пошта. Овие што се брза пошта, speedy delivery и тие сличните, значи тие исто така можат да достават, меѓутоа само до архива. Ако кај нив ова не важи. Ако тие не ја достават пратката, да речеме, до денот кога е крајниот рок,
И покрај тоа што вие тогаш сте им ја пратиле на нив, тогаш вие ќе го изгубите правото. Така да користете ја сепак државна пошта, пошто е регулирана со закон. Дали не е ова јасно? Како ви изгледа, дечки, едноставно е? Да. Ти учиш право, види ја на Алекс пацата. Па не. Не учам право ветеринарски. Браво. Одлично. Браво. Сега ме расположи. Мајче, па не е баш едноставно. Па не е ѓоко едноставно, затоа го збориме сега, а ќе видиш на крај зашто ви збораме 1 сат. Само за да ве натерам да ми се јавувате за вакви работи. За кого како? За мене е едноставно. Браво бе Кико, ти си мајстор. Врти Мухамед. Делот со вработување, значи зборувавме кафичи, зборувавме летна работа и слично. Сакам кога ќе се најдете во ситуација, пошто сите сте млади и најверојатно ќе сакате да имате некој динар плюс додека сте на студии, да ги гледаме овие елементи. Дали знам нешто за компанијата каде што ќе работам? Дали знам други луѓе? Дали знам како работат? Што таму се случува? Зошто е ова многу битно? Значи, настрана од тоа дали ќе ме платат. Многу е зезнато, особено за млади луѓе што прв пат влегуваат на работа, да влезат во компанија за која што појма нема. Настрана дали ќе ме платат и што ќе ми се случува, значи овде веќе зборуваме за опасност од трговија. Така да ве молам, добро внимавајте каде влегувате и што правите. Дури и кога станува збор за кафичи. Гледате колку време функционира тој кафич, го знае ли некој газдата на тој кафич? Зборувајте со келнерите што работеле претходно таму. Информирајте се, не влегувајте директно. Второто прашање е дали ќе ме вработат, односно дали ќе имам договор за вработување или ќе бидам плаќан на рака. Овде е еден клучен проблем е што дури ако сме се договориле ние дека ќе ме плаќаат 1000 на рака, може на крај на ден да добијам само 300 денари. Затоа што никаде не стои договор колку јас ќе добијам, така? И дали имам гаранција дека моите лични податоци, Тина те гледам, ќе те пуштам сега. Дали имам гаранција дека моите лични податоци се заштитени? Дечки, ова е исто така многу битно, затоа што дали прво знаеме што се лични податоци? Цел ден денеска зборуваме за еден многу битен личен податок. Ѓоко сака прв за Маја, ги спомнав на почетокот кафичите, зашто јас имам јас се уште работам у кафич, но да не одзимам многу време, ако може уште еднаш да го повториш прашањето, дали знаеме што се лични податоци? Кој наброј ми некој личен податок? За нас? Да. Ајде, кој ќе му помогне на Ѓоко? Име, моето, нашето име и презиме, колку години имаме, од каде сме. Супер. Ајде сега да видиме Кико што има да ни каже. Матичен број. Значи, матичниот број на крај пишува колку личат на тебе, например. На крај на матичниот број. Многу знаат кој личи на мене кога ќе се родам, кој уште никој не ме видел. Али матичен број е многу битна работа. Чекај сега, Јаце сака да ни каже нешто. Јаце, ти кој личен податок ќе ни го кажеш? Например, да речеме, исто мислам дека е важно да има да го знаеме бројот на лична карта. Yes, супер. Thank you. Значи, сите овие работи, фала ти, сите овие работи, матичен број, адреса, имејлот Ѓоко не. Сите овие работи нас ни се лични податоци, кои што ние мораме да ги заштитиме. Сметка во банка, приватни телефони, значи сите оние работи преку кои што може да разберат многу работи за нас. Матичниот број, ако му го дадете на некој што има пристап до датабази, може да разбере апсолутно се за вас. Тоа значи исто така дека може да ве злоупотреби на многу начини. Да ги земе вашите податоци да се представува во ваше име. Да си направи, да речеме, лажна возачка дозвола, па да направи сообраќајка, па вас да го например. Личните податоци затоа мораме многу добро да ги чуваме и мора да внимаваме каде и на кого ги даваме. Океј?
Понешто е најважно во цела оваа работа. Ако не сме сигурни дали ни е безбедна или сигурна работата која што ни имаат понудено и дали имаме соодветна заштита, можете во секое време да се обратите во Државен инспекторат за труд. Јавете ми се мене во секое време, дечки, ќе го решиме, ќе разгледаме што имаме и како имаме за да можеме да видиме дали е договорот што ви го дале во ред и слично. Идеме дале. Идеме на последното. Каде можеме да добиеме помош? Значи, верувам дека ќе ви бучи главата после сите овие работи. Денеска, нормално е, разбирливо е, меѓутоа исто така треба да знаете и со што све ние се соочуваме во лавиринтите наречени секојдневно функционирање во едно општество. Доколку се збуните, доколку ви треба било каква помош, особено, повторно потенцирам, ако треба да одговорите на некакво решение, на некакво барање од вас, слободно можете да се обратите. Во секој град, во секоја општина постојат одделенија за бесплатна правна помош кои што се на Министерството за правда. Исто така можете да ги најдете, да ги мапирате, тие се сместени внатре во општината. Покрај овие одделенија за бесплатна правна помош имате граѓански организации, многу, кои што можете да ги најдете и кои што на интернет и кои што можат да ви помогнат во цела оваа работа. Третата страница која што веќе ја спомнавме е услуги.gov.mg, каде што има дадено некои одредени објаснувања каде и на кој начин можете да добиете одредена помош. Јас како посебно го имам ставено здруженијето каде што јас работам, значи овдека можете да ме добиете мене директно или моите колеги кои што ќе ви помогнат доколку ви треба било каква правна помош во оваа насока. Веќе рековме, ако треба некој да ве застапува, ако дојдете во ситуација да треба да се тужите, да треба да ве застапува адвокат, исто така има начин доколку потекнувате од семејство кое што живее од просечна плата, да речеме, има начин да се добие бесплатен адвокат преку овие одделенија за бесплатна правна помош. Има начини како да се добие правдата и како да победиме низ системот, меѓутоа ве молам да се јавувате и да прашувате веднаш том разберете дека треба да одговорите на нешто со рок. Пошто ако не се јавите у 5 за 12 и ние нема да имаме време да спремаме нешто. Океј? Алекс, дали има некој прашање тука? Не? Добро, супер. Идемо дале. Еве, Сузе вика, јас до сега се обраќам директно кај Маја и се испаѓа како што ќе ми рече таа. Сузе, идам јас да се кандидирам за нешто, чим ваква поддршка имам. Прашања мислам дека ги завршивме и ги поминавме. Ајде, Ѓоко, повели. Маја може да се кандидира за градоначалник после 4 години за град Скопје. Фала, Ѓоко. Јована? Јас сум Маја, не. Добро бе, кажи. Сакав да прескакува кога зборавме за поштата што е пратката што е, да речеме, необично таа другата пратка. Добро? Не разбира за која пратка ти зборам. Добро, шо? И за обичната и за таа пратка, ја мислам дека, ја знам дека треба, да речеме, лично да се оди, Да. Не мора лично. За праќање не мора да одиш лично. За зимање мораш да одиш лично. Ја реков, ја зборам за зимање, не за праќање. Добро. За зимање мораш да одиш лично, да. Океј. Значи не може никој да ти оди да ти земе. Не. Епа, пошто мене нима стигнато помошна таа пратка што е прилична пратка. Што зборевме пред малце. Добро. А се побрзо ќе заспијам. Јас мислам дека да, се заврши, мислам дека ќе мајка ми требаше да земе, така? Пошто татко ме почина. Да, со избор. Ајде ќе го збориме ова, ќе ми кажеш убаво што е, важи? Да. Ајде, супер. Јас, Маја, мислам полека да ја завршиме целата работа, пошто имаме уште 2-3 работи кои што треба да ги завршиме, вклучувајќи ја заедничката фотографија. Ајде да видиме што е следното, што е најавата, да речам, за нареден пат да го направиш, Маја, тоа технички како што треба. Мухамед? Океј.
А за следната недела ја имаме Сузана Т. Чурлиновска, професор по мир, толеранција и заштита, која што денеска беше тука, ја слушнавте. Човек кој што има многу знаење, кој што сака да го споделува знаењето со луѓе, особено со млади луѓе. Има доста искуство во себе и знае доста техники кои што ќе ви помогнат на вас со следната тема. Ќе зборува и ќе работи со вас за конфликти, ќе го објасни поимот на конфликти, видовите на конфликти и мирно разрешување. Нешто што е многу битно и што е многу интересно. И јас искрено едва чекам да го слушнам ова. Супер, ти Сега благодарам. може да се сликаме. Да, Маја, ти благодарам многу, многу интересна, многу корисна, многу поучна работилница. Супер е дека ќе имаме цело време на нашиот YouTube канал, така да има простор да се повторат работите, секогаш кога ќе сакаме да ги пополниме уплатниците, дека може да се навратиме наназад, да не ги направиме оние грешки кои што сме ги правиле порано, бидејќи сега последна ваква едукација на вистина не би требало да грешиме. Маја, ти благодарам многу за трудот, за тоа што ги направи работите кои што се многу комплицирани, а ти ни ги стави во неколку слајда и ги направи толку лесни, толку достапни за сите нас. Така да навистина беше прекрасна работилница, верувам како што уживав јас, така инструкторите, така и младинците.